Македонското еколошко друштво веќе повеќе години во континуитет работи на програмата за чување на балканскиот рис и ние континуирано го истражуваме рисот и на терен и практично ги користиме овие кафе замки за да заловиме единки со радиотелеметрија потоа да ги следиме. На група студенти им се даде предизвик каде што требаше да поработат на подобрување на кафе замката. Во тимот бевме 4 студенти, сите со различна позадина. Претежно бевме од применети природни науки. Главен проблем на Македонското еколошко друштво беше селективноста на животните кои што влегуваат во кафезот. Се случувало предходно да влезе некое друго животно и тоа животно да активира замката, а тоа да било непожелно бидејќи еколошкото друштво сакало да залови рис. Новиот механизам на кој што студентите работеа беше селективноста во однос на тежината на животното и овој пат употребија пружини и ги нагодија така што според крутоста и тие да не се отклонуваат на тежини под 12 кг. Тоа ни беше прагот кој што ние го зададовме, затоа што обично субадултни или адултни единки од рис се од 12 кг па нагоре и практично тоа и го тестираме сега ние со овој механизам. Имаме две тежини од по 6 кг и ќе видиме ако ставиме една само тежина, еве например ставинено, ќе гледаме дека не се отклонува докрај оваа пружина, а токму со 12 кг прагот кој што ние го зададовме, веќе имаме целосно отклонување и тоа значи активација на кафе замка. Односно кога ќе влезе некое животно кое што е полесно, не би се активирала таа замка. Тоа би значило, како што напоменав, една подобра селективност на кафе замките, а тоа во принцип значи поголема успешност во заловувањето на единки од рис. А тоа исто така значи и помал стрес за други животни, затоа што заловувањето секогаш е извесен стрес за животното. Па веќе ако не сакате вие да заловите какво било животно, подобро би било тоа да биде рис и да биде што е можно помалку, а што е можно поуспешно. Како знае Македонското еколошко друштво дека има рис во кафезот, тие имаат алармен систем кој што кога ќе се фати рисот, се испрача порака веднаш до соодветните телефонски броеви. Тие добиваат пораката и испрачаат луѓе на терен.